Ако ја тргнеме на страна политиката, кои се работите што ти лично би ги променила во однос на воопшто спортот кај нас? Би почнала од нула, пред се во образованието, затоа што иако се уште тоа е тренд, она што како што јас сум растала во училишните години пред 20 на години, гледам дека и денес е тренд буквално физичкото образование да е занемарено. Иако се дополнително... Да, физичко имаме математика. Да, ете така. Значи тоа им е и фрустрација и на децата, на самите деца им е фрустрација. Знам дека често сме доаѓале со спортска опрема, целите еуфорични, и ќе идеме во сала, ќе вежбаме денеска и наставничка да ни каже денеска е зафатена салата, ќе вежбаме математика. Баш тоа што го кажуваш и ти, сите сме го имале тоа искуство и за препастувачки што и денеска, и денеска се случува истото, да нема доволно сали, да нема доволно спортски објекти. Од друга страна истите тие да се изнемуваат за пари. На приватни фирми, на приватни клубови, и сето тоа доведува до оној кој што е во ситуација да си го плати тоа, да може неговото дете да го прати на приватни часови, да си го возможи. Тоа би го замениле тотално, да секој дете има можност, затоа што тоа е во склоп на самото образование, на самите часови, не може да биде привилегија за некого. Значи тоа е основа, не може да биде привилегија само за богатите. Така тоа е еден од многуте работи кои што јас би ги променила. Да.